Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ве поздравувам во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука донесуваме повеќе информации за повикот за учество на годишната меѓународна UKLO Color студентска конференција, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој. Разговаравме со проректорката за студентски работи на UKLO, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Разговорот ќе го проследите по музичката пауза. Останете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. За плачење, колку жешко може дај, се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина, лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како што те мислам јас, фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат, секој ден во себе, те препознавам магично тебе, секој миг е сега, авантура за која се спремам, и без див ја сторам, секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе, нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема, нема назад враќање, па то сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене, еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина, лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како што те мислам јас, фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат, секој ден во себе, те препознавам магично тебе, секој миг е сега, авантура за која се стремам, и без див ја сторам, секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе, нема да ме оставиш мене. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. И да најавам дека гостинка во нашата радио програма професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, проректорка за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Проректорке, добре дојдовте во програмата на UKLO FM Битола. Добар ден, Сонја, добре најдов. И веднаш да кажеме кој е поводот за вашето гостување денеска.
Имено УКЛО го објави веќе и вториот повик до студентите за учество на годишната меѓународна студентска конференција Мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, конференција за студентите која што по четврт пат ќе се организира оваа година. Датумот е веќе познат, 17 декември 2025 година. Нешто што јас би рекла дека е првенствено ваша замисла, идеја, почнувајќи од она што значеше факултетска студентска конференција на Техничкиот факултет, прв пат организирана во 2021 година, ако се сеќавам. Да, паметам по маските, тогаш беше пандемиска година, нели, и сите бевме со маски. Така и ако се има во предвид тоа дека нели втората факултетска беше и прва универзитетска во тоа време, тогаш ова би била и петта универзитетска студентска конференција, но еве, се започна во 22, па нека биде четврта универзитетска студентска конференција. Најзначајно е што е традиционална, најзначајно е што ја продолживме и во рамки на Алијансата Colors, па од минатата година веќе и УКЛО Colors студентска конференција доби меѓународен размер и навистина секоја година имаме се, не би рекла повеќе, но се поквалитетни трудови. Од значење е тоа што минатата година имавме и гости, студенти, говорници. Тоа беше председателот на студентите во Алијансата. Верувам и дека и годинава ќе имаме неколку пленарни студентски предавања, бидејќи оваа година имаме една новина. Имаме студенти од втори, трети циклус кои можат да се пријават како студенти кои ќе учествуваат и со студентски труд, но и со пленарно свое предавање. И имаме уште една новина, а тоа е вклучување на студенти од трети циклус како рецензенти на студентските трудови. И сега, ако се вратиме повторно на оние почетоци, организирањето на факултетската студентска конференција на Техничкиот факултет, каде што вие сте професорка, не дека студентите пред тоа само иницијативно или еве по наговор, можеби, не знам дали тоа е вистинскиот збор што треба да го употреба на нивните професори или ментори, се пријавувале, учествувале на студентски конференции, кои што искрено и ги нема многу, барем кај нас, организирани на универзитетите во Македонија. Вие започнавте еден смел проект, ете, ако можам така да го наречам, затоа што барем тогаш во разговори со вас и не бевте сигурна колку студенти ќе се пријават да учествуваат, колку ќе бидат заинтересирани, зборувам за таа факултетска студентска конференција. Меѓутоа, веројатно заради ангажираноста на членовите на факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет тогаш, навистина излезе еден прекрасен настан со голем број на студенти кои што се пријавија да учествуваат, секако во соработка и под менторство на нивните професори. Од тогаш се смена многу работи, помина доста години. Така, стравот секогаш, кога се во прашање млади луѓе на нивна возраст, кои нели имаат други некакви погледи кон цело обкружување и кон она што сакаат да го направат во животот, стравот постои и тогаш постоеше страв колку од студентите ќе се вклучат, и денес постои страв колку од студентите ќе се пријават нели за оваа универзитетска конференција во декември 25-та. И токму заради тоа тогаш одевме со индивидуален пристап, значи едноставно ги избиравме студентите на Технички факултет, зборувам од секој одсек да имаме представник, да има свој ментор со кој што ќе работи, и денес и универзитетската конференција е под менторство, студентите сами не се пријавуваат. Напротив, ако студентот не работи под менторство, трудот не се ни припаѓа. Стравот постоеше и тогаш, постои денес, но јас сум пак среќна што обезбедувавме учества на студентите и тогаш и денес, и среќна сум што гледам дека студентите кои учествуваа на првата, учествуваат и на втората, учествуваат и на третата конференција, се подобри се вклучуваат и во други активности, значи тие стекнуваат она самодоверба која што ја нуди конференцијата, се поголемо е нивната соработка, можам да кажам, и со обкружувањето, значи стапуваат во контакт со бизнис секторот, со невладиниот сектор, волонтираат, се градат, мотивирани се и се стекнуваат со способности
кои што сигурно дека преку формалната настава не би можеле да ги, бидејќи знаеме сите дека формалната настава немаат ниту доволно време, ниту студентот, ниту професорот да се ангажира во овие дополнителни активности, неформални, кои што се насочени кон личниот развој на студентот. Токму тоа, преку универзитетските конференции студентите тоа го добија. Веќе се способни да презентираат на еден послободен начин, го усовршуваат говорот, гестикулацијата на телото додека презентираат, ги слушаат колегите, нели, откриваат можности за соработка едни со други. Тоа ме прави среќна. Тоа што од година во година студентите се подобри, помотивирани и сме постигнале основната цел. Па на крај краишта би рекле и не е важен квантитетот, туку квалитетот на учесниците. Да, тоа и во почетокот го кажав. Немаме секоја година поголем број на трудови, но секоја година имаме се поквалитетни трудови. Минатата година и комплетно одевме на англиски јазик, претходните години беше хибридно и на македонски и на англиски јазик, и присуството, и меѓутоа сега присуството мора да биде хибридно, бидејќи имаме студенти од цела алијанса, од сите 9 универзитети, не можеме да сметаме дека секој може да со физичко присуство да биде присутен, а би било нели на наше задоволство физичкото присуство особено, така што да, имаме подобрувања од година во година. Со учеството на Универзитетската студентска конференција, студентите, веќе кажавте, се стекнуваат со одредена самодоверба или расте самодовербата повеќе кај нив, учат како треба да презентираат на едни вакви настани, но она што е посебно важно за сите нив, а е во тој дел можеби на тоа неформално образование, во секој случај истражувањето, начинот на кој што треба да работат за да направат еден истражувачки труд. Менторите се тука да им помогнат, меѓутоа, доколку студентите не се трудат и самите, ништо тоа не би спаднало, но она што го работат и тоа како ќе им помогне после при подготовката на нивните дипломски трудови, па магистерски, докторски можеби во идни. Апсолутно се научија да прибираат податоци, да ги селектираат, да ги анализираат, соодветно да ги представат, барем еве на дел од трудовите кои што бараат таков вид на прибирање на податоци и анализа. Имаме и комплетно прегледни студентски трудови, меѓутоа се подобри се студентите и така е. Основниот влог е нивни. Ние не можеме да очекуваме дека и не би требало и не би смеело да се очекува дека менторот толку многу ќе се вложи, тој треба да го надгледува студентот, да го насочува, да го коригира доколку нешто неправилно работи, да го стимулира како тоа подобро да го направи. Таа е улогата на менторите. Добро, предлагам тука да направиме една музичка пауза, па да се вратиме повторно со она што значи четврта поред меѓународна студентска конференција UCLO Colors 2025. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум
И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛУ-ФМ Битол ве подсетувам денеска заедно со нас професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, проректорка за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Зборуваме за годишната меѓународна студентска конференција Мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, која оваа година ќе се одржи по 4-ти пат на 17 декември 2025. Проректорке, веќе кажавте во првиот дел од разговорот дека право на учество има додипломците, тука може да се јават со своји трудови и студенти кои се запишани на втор и на трет циклус студии. Секоја година имаат право да учествуваат студентите од сите циклуси, меѓутоа оваа година студентите од трет циклус се рецензенти на студентските трудови, а студентите од втор циклус, покрај тоа што ќе можат да испратат труд, можат да се пријават и да го одржат на пленарно студентско предавање. Сакам да нагласам дека стимулацијата на студентите не е само нивното подобрување, но и ние честопати ги наградуваме. Ако нели се сеќавате, студентите, најдобрите студентски трудови од студентската конференција беа наградени со награди кои ни ги додели кинеската амбасада, со средства доделени од страна на кинеската амбасада, така што наоѓаме начини да ги мотивираме студентите да се вклучуваат, а тие после тоа веќе гледаат колку е тоа од добробит за нив и за нивниот развој и се уште помотивирани. Темите на кои што можат да работат се разнолики, од голем број области. Така, од техничките науки, впрочем од сите области кои што се застапени на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, една мултидисциплинарна студентска конференција, би рекла. Во сообштението кое што се емитува секојдневно во програмата на Универзитетското радио УКЛУ-ФМ Битола им посочуваме на сите заинтересирани дека можат да учествуваат со своји трудови во повеќе прифатени области, ако дозволите ве подетално би кажале, технички науки, право, политички науки, безбедносни студии, економија, образование, земјоделство, јавно здравје, екологија, информатички технологии, значи мулти и интердисциплинарни области, секаде каде што ќе се пронајдат, можат да работат. Но секако има одредени правила кои треба да ги почитуваат при изработката на трудовите. Има правила кои што исто така ги усовршивме низ годините. Сега веќе имаме техничко упатство кое што треба да го следат во смисла на големина на трудот, на фонтот, на содржината на студентскиот труд, методологијата, нели кои се целини треба да ги содржи тој студентски труд, исто така и за самата презентација. Имаме упатство, значи темплейт за презентација. Во минатите години имавме и постер презентации, меѓутоа не секој еден труд може да биде представен сликовито на постер темплейтот, така што оваа година ќе имаме само PowerPoint презентации. И секако очекуваме, освен студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, да се пријават и студенти од останатите универзитети членки на Европската универзитетска алијанса Colors. Повиците се испратени и до нив. Да, испратени се двата повици. Првиот повик одеше во јуни, вториот повик сега во септември, така што запознати се и низ нивните студентски тела во рамки на алијансата, така што очекуваме и веќе пристигнуваат апстракти од не од сите, нели, универзитети дел од алијансата, но од некои универзитети пристигнуваат студентски апстракти. Може да се јават и студенти од другите универзитети во Македонија? Па првенствено беше универзитетска студентската конференција. Нашите студенти имаат соработка преку Младинскиот национален совет, преку локалниот младински совет, преку соработката која што имаат во рамки на универзитетските собранија, со информирани се и преку студентското собрание на Универзитетот Кирил и Методи, така што да, може да учествуваат и веќе и учествувале и претходните години. Заеднички трудови има со другите универзитети. И сега во односно на што значи рокови кои што треба да се почитуваат,
Наведено е дека апстрактите треба да се испраќаат до 1 ноември 2025 година, а трудовите да се поднесат до 1 декември на меловите alexandar.todorovski@uplo.edu.mk и elena.kitanovska@uplo.edu.mk. Рековте дека веќе почнале да пристигат трудови. Да, баш пред неколку дена Александар ме информираше, магистар Александар Тодоровски, советникот за настава, ме информираше дека веќе пристигнале апстракти, како да се организираме и веќе започнавме, нели, како и секоја година да се организираме, да се прибираат апстрактите, да се селектираат. Роковите се и намерно така дадени за да можат рецензентите, студентите од третиот циклус кои ќе се пријават, верувам дека ќе се пријават, ако не тоа повторно ќе си го направи комисијата за студентски работи како и до сега. Така што тие се датумите, очекуваме и поголем број и поквалитетни студентски трудови оваа година. И сега мораме да кажеме дека од минатата година започнавме, или универзитетот започна и со објавување на трудовите во зборник на трудови, а најдобрите трудови пак се поместени во списанието за студентски истражувања Нови хоризонти. Повторно, нешто што го има само на нашиот универзитет, мораме да се пофалиме. Така е, објавивме зборник на абстракти и постери 22 и 23, зборник на трудови 23 и 24 и 2 броја од студентското списание Нови хоризонти со најдобрите студентски трудови. Првиот број беа 6, вториот број беа 12, бидејќи навистина минатата година 24-та имавме извонредно добри студентски трудови. И сега кој ќе одлучува за тоа кои трудови каде ќе бидат поместени? Мислам, сите трудови ќе бидат во зборникот на трудови, но за Нови хоризонти? Тоа го одлучува комисијата за издавачка дејност на универзитетот. Тоа дополнително ќе се случува по завршувањето на конференцијата, а што се однесува до самото одржување, веќе кажавме на 17 декември 2025 година. Се надевам дека навреме ќе пристигнат сите трудови на сите заинтересирани, нели, за учество. Мете би рекле дека се уште има време за работа. Има. Сам на почеток сме. Ние планираме да пратиме и трет повик, да пристигнуваат абстракти и трудови и да се подготвуваме. И верувам и дека и оваа година во најубаво светло ќе се реализира Универзитетската студентска конференција. Проректор, ќе ви благодарам за разговорот. Благодарам, Сонја, на поканата. Беше јаве или сон, порака на телефон. Каде си ти, животов кај те скри? Облечи најубав устан, дојди со кармин на уста. Ноќта не мами, за да сме малку сами. Сите нека зборат, животот е тоа, од сите жени ти срцево го зароби. Ти ги знаеш моите мани, сите песни и кафани, световина, 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш моите мани, сите песни и кафани, световина, 4 страни, а јас само една ти. Те чека во моите сни, ко писмо од војнички дни, ко гром од ведро небо се појави ти. Дојде во белиот фустан,
со истиот кармина уста. Ноќта не мами, пак да сме малку сами. Сите нека зборат, животот е тоа, од сите жени ти, срцево го зароби. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една. Завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди водеше главниот и одговорен уредник на УКЛФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму заедно со нас на 90,8 МГц. УКЛФМ Битола, септември 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛФМ Битола.
Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk